ова издание. Повеќе од 63.000 новозаболени во еден ден во САД. Болници на Флорида немаат слободни места за нови пациенти. Каква влада може да се очекува после изборите? Цврста или нестабилна? Аналитичари ги толкуваат можните меѓупартиски коалиции. Новиот ровер на НАСА подготвен за полетување кон Марс. Рокот за лансирање е тесен. Останете со нас. Ќе ви кажеме повеќе. Ве поздравувам од Вашингтон. Јас сум Тошо Огњанов, а ви го гледате Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Почнуваме веднаш со кустиот преглед на вестите. 45 болници на Флорида немаат слободни кревети на интензивна нега. Заклучно со вчера, оваа сојузна држава регистрираше повеќе од 12.000 нови заразени, што представува пети ден поред со повеќе од 10.000 случаи. Околината на Мајами е особено тешко погодена, каде се наоѓаат 9 од 45-те преоптоварени болници. Градските власти денеска воведоа построги казни од 50 до $500 за секој што нема да носи маска во јавност. На национално ниво САД вчера забележаа повеќе од 500 смртни случаи и 63.000 ново заразени, што ги рангира први во светот во двете категории. Лидерите на Европската Унија треба да ги продолжат разговорите за буџетот од 2 трилиони американски долари со кој треба да им се помогне на земјите членки да се справат со ефектите од пандемијата. Видлива е поделбата на од една страна 5 богати северноевропски земји, Данска, Финска, Холандија, Шведска и Австрија, а од друга јужните нации кои беа погодени од коронавирусот и кои имаат поддршка од Германија и Франција. Какви се комбинациите на политичкиот терен? Каква влада може да не очекува? Цврста или нефункционална? Погледнете што велат аналитичари во прилогот на Мики Трајковски. Резултатите од предвремените парламентарни избори не се изненадувачки. Тие се во рамките на предвидувањата од страна на анкетите спроведени во предизборниот период, велат аналитичарите Джелал Незири и Александар Кажаловски. Незири смета дека ова се должи пред се на слабиот одзив на етничките македонци. Кажаловски пак дека ова е голема помена, особено за ВМРО, ДПМН и СДСМ. Од причина што двете партии спроведува негативна кампања или така наречена црна пропаганда преку пуштење на прислушкувани материјали. На овој начин не придонесува да бројот на гласачи се намали на двете партии. Паѓањето од 100 на 90 пратеници заедно е една од најголемите и најсилните пораки на овие избори. Треба тоа да двете си го земат сериозно и да се огледаат дека начинот на која вода државата во последните 10-15 години е далеко од потребното ниво и е време за ресет и на нивните партии. Како прв кој се очекува да добие мандат за состав на влада е Заев, бидејќи неговата СДСМ освои најмногу пратеници 46. Според Незири, пред него ќе бидат две опции. Првата е да формира влада со ДУИ, додека втората е без ДУИ, ВМРО, ДПМН, но со сите останати кои добија пратенички мандати. Но и двете опции вели се тешко изводливи. И влошените односи, но и условот на ДУИ фактички ја отежнуваат ситуацијата, ги намалуваа шансите двете партии да се договараат. Втората опција е скоро невозможна и ако се случи е во крајност нестабилна. Од причина што во неа би учествувале многу политички партии, факт кој ја прави ќе ја прави таа влада евентуална фрагилна, кршлива и нефункционална. Но ако на ВМРО, ДПМН и се отвори можност да формира влада, ќе мора да ја убеди албанските партии да бидат дел од неа. Најверојатно условот кој ќе биде поставен на маса ќе биде токму премиер албанец. Кажаловски идентификувал најмалку 4 можни сценарија. Најлесното според бројките би било досегашната владеачка коалиција СДСМ и ДУИ. Една од пак полесните или втора за мене можна опција е вклучување правење голема коалиција со ВМРО, ДПМН и со Алијансата за албанците алтернатива, која има повеќе 100 пратеници. Кажаловски смета дека преговорите за нова влада ќе бидат долги и тешки. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Односите меѓу САД и Кина се заоструваат.
Неодамна Белата куќа донесе легислатива за санкционирање на официјални лица од Кина кои што ја оспоруваат автономијата на Хонг Конг. Петси Видакусвара има повеќе. Председателот на САД, Доналд Трамп, го најави најновиот потек на неговата администрација за притисок врз Кина. Потпишав легислатива и извршна наредба за да ја повикаме на одговорност Кина за незините сурови постапки кон граѓаните на Хонг Конг. Законот за автономија на Хонг Конг предвидува санкции за физички и за правни лица кои имаат бизнис со кинески официјални лица задолжени за имплементација на новиот Закон за национална безбедност на Пекинг во Хонг Конг. Легислативата му дава право на председателот да го блокира влезот на овие лица во САД. Администрацијата со тоа сигнализира дека веќе нема да се обидува да го убеди Пекинг да се повлече од Хонг Конг и сега оди кон казнување. Извршната наредба на Трамп го прекинува преференцијалниот третман на Хонг Конг, кој сега ќе биде третиран исто како и Кина. Администрацијата на Трамп исто така успеа да ја убеди Британија да го отстрани кинескиот телекомуникацијски гигант Huawei од незината 5G мрежа. Председателот се постави построг кон Кина во однос на неговиот политички ривал Џо Бајден, со кој се очекува да се соочи на претседателските избори во ноември. Целата кариера на Џо Бајден е подарок за комунистичката партија на Кина и на катастрофалните грешки што Кина ги направи. Бајден пак го критикуваше Трамп за потекнување трговска војна со Кина, велејќи дека тој всушност е строг кон Пекинг. Кинезите трошат милиарди долари за технологија на иднината, додека ние не преземаме ништо. Кина ќе биде важно прашање на американските избори, вели Зак Купер. Двете страни по прашањето се ранливи. Дури мислам дека председателот е поранлив. Тој потпиша трговски договор со Кина, кој не ги штити работите кои сега го вознемируваат, како на пример провизии за земјоделски набавки, што им се особено корисни на државите важни по изборите. Трамп неодамна рече дека односот со Кина во голема мера е нарушен поради начинот на кој Пекинг се однесувал во врска со пандемијата и дека не го интересира преговарање со Кина и оти не е заинтересиран за втората фаза од трговскиот договор. Во меѓувреме, Кина воведе санкции за американската фирма за одбрана Lockheed Martin, откако Вашингтон одобри пакет од потенцијални $620 милиони за проектили за Тајван и воведе санкции и кон републиканските сенатори Марко Рубио и Тед Круз, кои важат за силни критичари на Кина. Дали роверот Упорност конечно ќе полета кон Марс на истражувачка мисија или ќе се чека друга прилика до година? Што ќе значи оваквото евентуално одложување? Неодамна на Кейп Канаверал на Флорида, научниците и екипажот на мисијата го поставија роверот Упорност на НАСА во предниот дел на вселенското летало Марс 2020 за повторно закажаното лансирање. Ова е научникот од проектот Кенет Фарли. Првиот термин беше 17 јули. Се појавија неколку технички проблеми. Сега леталото е подготвено и пред неколку дена е поставено на врвот на ракетата. Бетани Елман од НАСА вели дека во агенцијата се оптимисти. Една од најтешките работи при лансирањето ракети е што се мора да е совршено спакувано во вселенското летало. Значи одложувањето не е заради проблем со роверот, туку пакувањето на роверот во таа ракета, за да може да биде подготвена за лансирање. Но ако лансирањето не се случи до средината на август, мисијата ќе мора да почека додека Земјата и Марс повторно се вратат на соодветни позиции во 2022-та. Тоа одложување може да чини околу половина милиарда долари. САД, Кина и Обединетите Арапски Емирати испраќаат беспилотни летала на Марс, почнувајќи од оваа недела. Мисијата е потрега по знаци дека на планетата некогаш постоел живот. Инаку, по неодамнешното појавување на Италија, Франција и САД, кометата C2020 F3, позната како Неовајс, го обележа својот пат и над Северна Ирска. Кометата, која НАСА ја нарекува природен огномет, треба да биде видлива позади Сонце до средината на август. Ви благодарам за вниманието. Бидете со нас и утре. Пријатно.